Денес ќе зборувам за еден еврејски празник кој што ни предстои. Кој е тој празник? Иако ние не ги славиме нив. Има адвентисти кои што ги слават еврејските празници. И дори денеска многу илјадници такви широм светот. Меѓутоа тоа е сосема непотребно. Но сепак еврејските празници, особено есенските празници, се битни понекогаш од време на време да ги проучуваме. Зошто? Затоа што тие имаат некој свое пророчко значење. Освен другите значења што ги имале, особено за израелскиот народ во библиски времења, тие имаат и пророчко значење за нас денес. Укажуваат на настаните што треба да се случат во последно време. Значи, денес е 1. октомври според Грегоријанскиот календар. Но на почеток да ве прашам, што значи зборот октомври? 8. Септември значи 7, октомври значи 8. Ноември значи 9, декември значи 10. Што ни кажува тоа? Значи, имињата на овие месеци останале уште од времето кога сите народи, не само еврејскиот, ја почнувале годината на пролет, како што Господ рече. Првиот пролетен месец, таму ако читаме уште во Излез 12 глава, првиот пролетен месец, првата младина од пролет е првиот месец во годината, од тогаш да започнува годината кај израелците. Меѓутоа евреите новата година не ја почнуваат тогаш, иако од тогаш ги бројат месеците од пролет, туку нова година се слават на есен. И оваа година тоа ќе биде задутре во понеделник, кога се паѓа младината, празникот на трубите, првиот ден од 7-миот месец, затоа што оваа година беше престапна во еврејскиот календар, па нивниот 7-ми месец започнува дури во октомври, кога по правило би требало да почне 8-миот, според називот октомври. Што представува празникот на трубите? Единствениот празник кој што е дефиниран да падне на почетокот на месецот, со младината, со првиот ден од новата месечина. Зошто повеќето други празници, Пасха, например, после тоа Сеници за 2 недели, после тоа сите тие се на средина на месецот, 15-тиот ден, значи кога е полна месечина. Па 50-ница зависи од Пасха, кога е и така натаму. Но ова е единствениот празник кој што се паѓа во младина. 10 дена подоцна, после празникот на трубите, следи што? Значи на 10-тиот ден следи Јом Кипур, кој што е што? Во превод. Денот на Јом, значи ден, Јом Кипур, значи тоа е кратенка од подолгиот назив Јом Хакипурим, што значи денот на, буквално денот на покривањето, но се однесува на помирувањето, бидејќи само на денот на помирувањето израелците добивале целосно простување на гревовите, како преслика на оно што Христос го направил на крстот. И само на денот на помирувањето, значи гревовите се покриени. Зато така и се нарекува. И како што споменавме, потоа на средина на месецот доаѓа празникот Сеници, кој што според некои проценки дури бил и најголемиот празник во историјата на Старозаветниот Израел. Но ние ќе зборуваме денес само за трубите
И на самиот почеток би сакале да размислуваме за тоа зошто овој празник е така наречен. Зошто празник на трубите? Каква врска, каква символика, какво значење има трубата во Светото писмо? Значи, спротивно на Божјата заповед, евреите задутре, значи, на есен ќе слават нова година, која што ја викаат Рош Хашана. Исто така, сосема погрешно, таа година ќе биде во нивниот календар 5777 од создавањето на светот. Погрешно, бидејќи има повеќе, до сега има повеќе, над 6000 години од тогаш. Но сеедно и христијанската ера е погрешна. Значи, немаме 2016 години од Христовото раѓање, туку повеќе. Без оглед на човечките грешки и човечките сгрешени календари, ние сепак сакаме да откриеме она што е важно, а тоа е значењето на самиот овој празник. Со еден збор, пролетните празници во израелскиот народ на што укажувале пророчки? Пролетните празници, Пасха, Бесквасници, Педесетница, на што укажувале пророчки? На настаните кои што веќе биле исполнети пред 2000 години со Христовата мисија на земјата, неговата смрт, воскресение, вознесение и испраќањето на Светиот Дух на неговите ученици. Ако е така, тогаш есенските празници на што укажуваат? Значи, празникот на трубите, Јом Кипур или денот на помирувањето и празникот Сеници. Пророчки на кои настани, на кое време упатуваат? На настаните врзани околу второто Христово доаѓање. Точно. Значи, есенските празници се однесуваат повеќе се однесуваат на времето во кое што денес живееме. Настаните врзани за второто Христово доаѓање. Интересно е што на сите празници, на сите еврејски празници, не само годишните празници, не само секоја младина, значи почетокот на секој месец, туку почетокот на секоја сабота, значи секоја седмица, се трубело на труба, за да се означи почетокот на празникот, почетокот на саботниот ден конкретно. Значи, во Израел не биеле камбани, ниту рикал некој оџа, туку часот за почеток на саботниот ден или на другите празници и со тоа на едно вечерно богослужение, бидејќи сите тие почнувале вечер, со зајди сонце, бил означен со звукот на труба. Но овој празник специјално е наречен празник на трубите. Како да само во него се трубеле труби, што не е точно. Зошто има, значи, нешто посебно? Има посебно значење трубата во Светото писмо и би сакале малку да размислуваме за неа. Мнозина луѓе сметаат погрешно дека кога Библијата зборува за труба, се мисли на оној еврејски рог, значи направен од рог на животно, кој што на еврејски се вика шофар. Меѓутоа, иако се употребува тој израз и некаде се преведува како труба, иако некои преводи пак поточно го преведуваат како рог, на кој што се трубело, на тој рог се трубело, значи. Тоа не е единствениот израз. Кога Библијата зборува за труба, не мисли само на рог, мисли на вистински труби, направени од метал. Да почитаме каде се во Стариот Завет се споменува трубата, например.
Да отвориме прво во Излез 19:16. Значи, таму каде што под Синај израелскиот народ првпат се улогорил за да го прими законот, потоа каде што ја направил онаа најважна пауза, значи пред примањето на 10 заповеди и каде што влегол во Стариот Завет, така да речеме, со своето ветување, се што кажал Господ, се што кажува Господ, се што рекол Господ, ќе направиме. Но понатаму, во 16 стих, значи сега пред, што? Пред самото свечено прогласување на законот, се случуваат некои надприродни феномени на гората Синај. А третиот ден, на осамнување, загрме и молњи засветкаа и настана густ облак над планината. И што вели следното? И затруби труба со многу силен глас, така што затрепери сиот народ кој беше во логорот. Замислете. Гром, молњи, густ црн облак над планината Синај. И како сето тоа да не беше доволно за да создаде атмосфера на страв, туку израелците одеднаш слушаат силен звук на труба од гората Синај. И тоа толку силен звук, што сите затреперија од страв. Многу интересно. Понатаму се вели, тогаш Мојсей го изведе народот од логорот за да го пресретне Бога и застанаа во подножието на планината. И забележите го понатаму описот. А Синајската планина целата беше во дим, зашто Господ беше слегол на неа во оган. Замислите, Господовата слава таму се покажала. Неговата шекина ја запалила таа планина. И дим се креваше од неа, како дим од печка, и целата планина силно се тресеше. И забележите го 19 стих. И гласот на трубата стануваше се посилен. Имате некои мобилни телефони така звонат со се посилен. Може да наместите така, да ви звони. И колку силно тоа може да стане, до даска. Значи, не само што им втера страв во коски и звукот на трубата, од каде сега труба на планината. Кој труби на таа труба? Значи, има една труба, што и Господ ја споменува во Новиот Завет, која што силно ќе затруби, тогаш кога тој ќе дојде, нели? Ќе читаме за тоа. Туку звукот на таа труба стануваше се погласен и погласен. Значи, стравот на некој начин како да се зголемува кај народот. Мојсей зборуваше, а Господ му одговараше гласно. Ако отвориме таму во посланието до евреите, ќе видиме дека за самиот Мојсей се сведочи дека и тој самиот треперел од страв. Кога сето ова се случуваше. Самиот Мојсей, например, евреите 12 глава, да отвориме, послание до евреите 12 глава. И ќе почнеме да читаме од 18 стих. Евреите 12 глава, 18 стих. Обраќајќи им се на еврејските христијани, на оние што влегле во Новиот Завет, а малку биле разочарани заради тоа, и повеќе им се свигел
стариот се уште и копнееле по стариот, затоа што не ја разбирале славата и суштината на Новиот Завет. Апостол Павле и самиот евреин, обраќајќи им се на тие и такви колебливи еврејски христијани, им го кажува меѓу другото следново, 18 стих од 12 глава. Вие не пристапивте кон планината што може да се опипа, се мисли на Синај, и кон разгорениот оган, значи, ја опишува целата таа случка на Синај, што ја читавме во Излез, кон облакот и темнината и луњата. Значи, луња, знаете што значи луња? Значи, тоа е невреме цело. И кон трубниот звук, еве ја повторно трубата. Трубата архангелска. И кон гласот што зборуваше, чиј глас? Читавме, Мојсей зборуваше, а Господ му одговараше гласно. Значи, Господовиот глас. Чии слушачи, вели овој превод, слушатели, мислам дека е подобар израз, молеа да не им се зборува веќе. Израелскиот народ толку се плашал од таа сцена на Синај, што молеа повеќе да не им се зборува. Замислете. Замислете таква проповед од која што толку ќе се исплашите да сакате повеќе да не слушате. Да заврши што поскоро. Кој би требало да држи таква проповед? Самиот Господ, веројатно. Кој друг? Самиот Господ зборувал на Синај пред целиот народ, не преку посредник, пред целиот народ. И 10 заповеди се објавени не преку посредник, туку непосредно Господ зборува, грми неговиот глас пред целиот народ. 20 стих. Зашто не можеа да го истрпат она што им се заповедаше? И цитира Господови зборови, и звер, ако се допре до гората со камење, нека биде убиен. Значи, таму каде што Господ сгазнал со својата слава, тоа е веќе свето место. 21 стих. И толку страшна беше гледката, што и Мојсей рече, треперам од страв. Самиот Мојсей се плашал, како човек се разбира, како и останатиот народ. И сега, тоа беше Стариот Завет. Символ на тој завет стравот. И се обраќајќи им се на евреите, сега им вели, но вие пристапивте кон Сион, кон една друга планина, и градот на живиот Бог, небесниот Ерусалим, и кон безбројните ангели, свечениот собор, собранието на првородените, и така натаму, и така натаму. Тоа не ни е сега темата. Продолжуваме со трубата, со трубниот звук. Значи, многу славна беше Господовата манифестација на Синај. Да отвориме сега во Левитската книга, 3 книга Мојсеева, 25 глава, 9 стих, Левит 25, 9, и да видиме што тука ни се кажа. Во оваа 25 глава од 3 Мојсеева се зборува за која година? Јубилејната година, или тука наречена во новиот превод, прославна година. Знаете ли зашто се вика јубилејна? Од каде потекнува тој збор јубилеј? Што значи тој збор јубилеј? Тој збор потекнува од еден еврејски збор јобел. И знаете што значи тоа во превод? Јобел на еврејски. Значи труба. Много интересно. Јобел, поточно, Јобел потекнува од еден друг еврејски збор, односно, самиот збор имал првобитно значење, што значи овен, значи самото животно, од чиј што рог била изработувана труба, на некој начин. Много интересно, значи заедно со шофар, вообичајниот еврејски збор за рогот, низ кој што се трубело, ако се работело за рог од овен, конкретно, од тоа животно, тоа се нарекувало специјално јобел. Меѓутоа се преведува како труба.
во сите други преводи на други јазици. И затоа што на прославната или јубилејната година се трубело, а рековме не само тогаш, на труба, незиниот почеток бил со Јом Кипур на 10-тиот ден од 7-тиот месец. Бил означуван почетокот на јубилејната година со звукот на труба, затоа и самиот еврејски збор за труба, Јобел, бил станал име, назив на целата јубилејна година, значи на зборот јубилеј. Во 25 глава, 9 стих, вели, значи како почеток, и затрубете го со трубен глас по целата земја ваша 7-миот месец, значи тој што сега ќе почне во понеделник според еврејскиот календар, задутре, во 10-тиот ден од месецот, значи тоа ќе биде Јом Кипур, во денот на очистувањето, затрубете со труба по целата ваша земја и, како што рековме, затоа што од тогаш почнува 50-та година, јубилејната. И осветете ја 50-та година и објавете слобода по земјата за сите жители. Тоа да ви биде јубилеј, еве го зборот, и секој да се врати на својот имот и секој да се врати при родот свој. Значи, трубата, второто значење на трубата, освен на Синај, го наоѓаме при јубилејната година. Јубилејната година била означувана со труба, со звук на труба. Господ кога беше на земјата, што кажа во врска со јубилејната година? Сеќавате. Читајќи го пророштото од Исаија, 61 глава, Духот Господов е врз мене, ме помаза да им донесам, меѓу другото што споменува, да им донесам слобода на заточените, на заробениците, на затворените. И на крај што кажува? Да ја објавам благопријатната година Господова. На што се однесува тоа? На јубилејната година. И кога ќе започне таа јубилејна година? Чи не мислиме на секоја 50-та, според календарот на израелците, туку она што Господ ја најавил. Има еден цитат во рани списи на Елена Вајд, првата нејзина визија, мислам, на самиот почеток од рани списи. Има една реченица кај што вели: тогаш започна јубилејната година. Кога таа го гледа веќе Божиот народ отиден на небесниот Сион, во небесниот Јерусалим. Тогаш започна јубилејната година. Тогаш започна јубилејот. Тогаш ќе започне нешто што никогаш нема да заврши. Тоа е вистинскиот јубилеј, вистинската обнова на се, кога Божиот народ ќе се собере од сите времења и од сите земји на едно место во Новиот Јерусалим. Каков празник ќе биде тоа? Каква причест ќе биде таа, кога самиот Господ ќе ви служи? Какво богослужение, каква проповед ќе биде тоа, кога самиот Исус ќе ви зборува? Сакате ли да бидете таму? Или сакате да го пропуштите тоа? Да даде Господ нито еден од вас да не го пропушти тоа богослужение. Да ја чуе таа проповед, да ја прими таа причест од Христовите раце. Но, услов за да не го пропуштиме тоа богослужение, да имаме такво срце кое што нема да реагира со страф и паника, како израелците под Синај, на звукот на Господовите труби и Господовиот глас, туку со радосни срца, затоа што се претходно очистени со неговата благодат, со радосни срца, да го пречекаме кој ќе го видиме, и со радосни срца да земеме учество во тоа негово богослужение. Би требало многу време, ако сега ги читаме сите текстови што се
однесуваат на труба, но ајде да прочитаме уште некои. Во Броеви, 4 книга Мојсеева, 10.2, 10 глава, 2 стих. Еве еден пример, кај што трубата не значи секојаш рог од животно, туку постоеле и метални труби, кои што израелскиот народ ги користел. Значи, Броеви, 10 глава. Првиот стих вели, му рече Господ на Мојсеј велејки. Што му рече? Втор стих. Направи си 2 сребрени труби. Еве труба од метал. Зашто сребрени, ја потреба да објасни. Тоа што треба се лапа во уста. Дали е лажица, дали е чаша. Да, среброто има таа антибактеријско својство. И уште во Стариот Завет Господ му вели на Мојсеј, направи си 2 сребрени труби, ковани направи ги за да ти служат, да го собереш народот и да ги креваш во горите. И кога ќе се затроби на нив, да се собере кај тебе целото општество пред влезот од скинијата, односно шаторот на собранието. Понатаму вели, кога ќе затроби со едната труба, да дојдат кај тебе кнезовите и војводите израелски. Кога ќе затрубите за поагање, да се кренат оние логори што се сместени кон исток. Кога ќе затрубите по втор пат за поагање, тогаш да се кренат логорите што се сместени кон југ. Вака да се труби кога се тргнува на пат. Понатаму исто така кога се свикува собранието од трубете, но не на тој начин, значи по инаков звук на труба. На што е подсетува? Различни звуци, различни сигнали од труба значат различни команди што да се прави. На што е подсетува? Најчесто такви биле војските. Не знам, денес не користат труби, може би. Само за тоа? Да. А значи сепак мораше да ве разбуди некоја труба. Во ред. А во оваа наша квази војска, Боже, имаше такво нешто? Во ред. Добро. Вообичаено, многу често низ историјата, значи, трубата имаше најголема примена во војска. Освен може би денес, кај што денешните команди се даваат на пософистицирани начини. Израелскиот народ, значи, бил организиран како војска. Како е наречена? Како е наречена таа црква, например, во Песна на песните? Страшна како војска со знамења, се сеќавате на тој текст. И новозаветата црква е представена како војска. Прво, секој поединечен верник, апостол Павле го пишува како војник, кој ќе треба да го земе целото оружје Божјо и така натаму. Прва Дневникот 13.8. Ајде да прочитаме уште овој текст. Има и многу други, но немаме време да ги читаме. Од Стариот Завет има и во Езекијел 7.14, еве само да ги нафрлам ако сакате да ги читате дома. Има и во Осија 5.8 исто така. Има и во Втора Дневникот 5.12 и 13 стих. Најде уште Прва Дневникот да го прочитаме за денес, па да преминеме на Новиот Завет. Прва Дневникот 13.8 или Летописи, не знам како се вика во Константинов книгата. Летописи. Царство е друга книга. Прва книга Летописи. Дневникот остана од Даничич. Тој назив ми остана мене. Од првата моја Библија. 13 глава, 8 стих. Што ни се кажува? Ова е настанот кога
Еве од 5 стих, ако читаме, Давид ги собра сите израелци да влезат во Хамат за пренесување на Божиот ковчег од Киријат Јарим, градот кај што се наоѓал. И нели потоа при пренесувањето на ковчегот се случува она трагедија со Уз. Но 8 стих, да не се држуваме премногу сега на целиот контекст, Давид пак и сите израелци играа, се вели, со сета сила пред Бога, колку биле радосни, значи, заради тој настан. Иако ќе случи, за жал, голема трагедија во сета таа радост, сето тоа славие. Во придружба на гусли се вели тука псалтири, тимпани, односно тапани и труби. Значи, трубата се користила и не само за воени, богослужбени цели, туку и еве за вакви. Но и ова било богослужение. Значи, ова не се мисли на... Ова не било лумпување, како што се паганските ора. Не знам дали сте имале прилика да слушате музика и еврејски танц и еврејска музика. Значи, тоа не е музика која што ги изразува човечките патолошки особини, туку музика со која што се слави Бог. И евреите имале свој танц за света, богослужбена музика, се танцувало. Значи, постои свет танц, значи, ритам и така натаму, а не овие пагански, што ги имаме денес. И што ги имале паганите од секојаш. И сега ќе го прочитаме значењето на трубата во Новиот Завет. Во сите прилики кај што се споменува во Новиот Завет, се работи за Господовата труба. За онаа труба која што прв пат ја чуле израелците на Синај и затреперија од силен страв, меѓу другото затоа што гласот на таа труба станувал се посилен и посилен. Да отвориме прво Коринтијаните 14:8 и да видиме што тука пишува апостол Павле пред наредната 15 глава, каде што се споменува трубата. 14:8 прво послание до Коринтијаните. 14 глава, 8 стих. Апостол Павле зборува за што тука, оваа глава? Значи, веќе од 12 почнува за духовните дарови, потоа 13 прави дигресија со љубовта, без која што нито еден дар не е ефикасен, и продолжува со даровите во наредната 14 глава. И кога зборува за пророчкиот дар конкретно, како и за дарот на јазици, исто така, прави една аналогија и вели: зашто ако трубата не дава разберлив глас, тогаш кој ќе се готви за битка? Много интересно. Еве пример како апостол Павле го разбирал војното значење на трубата. Трубата како повик за битка. Толкувањето беше, значи, ако зборува некој во црква на неразберлив јазик, шо фајде од тој духовен дар? Ако се кажува било откровение, било пророштво, било поука, треба да биде разбирливо. Во претходниот 7 стих зборува и за други инструменти и бездушните предмети како кавалот или гуслата што даваат глас, ако не даваат разни гласови, како ќе се разбере што свири кавалот или гуслата. И така натаму. Тоа беше Павловата аналогија. И сега
Каде се споменува трубата во Новиот Завет? Откровение, да. Тоа е најлесно да погодиме. Во Откровението имаме 7 труби. Но кога би зборувале за нив, би ни требало 7 проповеди. Во ред, во некоја друга прилика, кога даде Господ живот и здравие. Кога зборува за воскресението, во оваа 15 глава, се сеќавате? Значи следната 15 глава. 51 стих. 15:51. Еве тајна ви кажувам. Зошто тајна? Па оваа вистина за воскресението ни на евреите многу не им била позната. Иако Исаија вели таму, 19 глава, мислам беше исто. Твоите мртви ќе оживеат, ќе воскреснат. Сепак, на евреите тоа многу не им било јасно. Јов, особено Јов, првата книга, гледаме колку тоа било, колку смртта била таинствена, мрачна, непозната и страшна работа. Но, оваа тајна што апостол Павле ја кажува тука, уште пред 2000 години, се уште е тајна за повеќето луѓе во светот денес. Тајна е за секој друг, освен за оној кој што верува. Затоа, ако се подсмевале на гробишта, се подсмеваат затоа што за нив е тоа тајна. А вам кои што верувате, тоа е откриено. Еве тајна ви кажувам, сите нема да умреме, или да се упокоиме, вели тука. Туку сите ќе се измениме одеднаш, вели, за еден миг. Значи, одеднаш, нема тука еволуција. Како и при создавањето. Одеднаш, и рече Господ, и бидна. Одеднаш, за еден миг на око, на последната труба. Се споменува последна труба. Зашто ќе затруби и мртвите ќе воскреснат нераспадливи и ние ќе се измениме. Зашто ова распадливо треба да се облече во нераспадливост и ова смртно да се облече во бесмртност. Кога ќе се случи ова? При звук на труба. Значи, при второто Христово доаѓање, пред самото воскресение на мртвите, ќе се слушне што? Ќе се слушне труба и освен труба ќе се слушне уште нешто. Господовиот глас, исто како на Синај. Да, самиот Христов пророчки говор, благодарам. Ајде да го прочитаме и тој. Благодариме на брат Раде, што ја збогатува проповедта. Значи, Матеј 24:31, Христовиот пророчки говор, самиот Господ исто така ја најавува трубата. И ќе ги испрати своите ангели со силен трубен глас. Значи, кој ќе труби? Ангелите ќе трубат. И ќе ги соберат неговите избраници од 4 ветра, односно 4 страни на светот, од едниот до другиот крај на небесата. Тоа е исто така при второто Христово доаѓање. Ајде и првословњаните, зброите што ги читавме на погребот на Христина. Првословњаните, да, 4 глава. Тука се споменува чија труба? На Архангел, да. Како? Во Константинов? Ајде да видиме. Па до душе не знам ни ревидираниот како вели. Обратно. Во ред. Бидејќи сам Господ
по заповед на гласот на архангел и при труба Божија ќе слезе од небото и најнапред ќе воскреснат мртвите. Дали сакате да ја слушнете? Дали би сакале да ја слушнете Господовата труба, Божијата труба? Тоа ќе биде гласот, вели Исус, што мртвите ќе го чујат. Вистина ви велам, иде часот и веќе настанал, кога мртвите ќе го чујат гласот на Синот Божи. И сега евреите ќе се слават нова година, а не размислуваат за овие работи, што ги зборуваме денес. Како? Аха, добро. Јас само еднаш присуствував на нивна нова година, мислам беше 2004, ако не се лажам. Често пати одев неколку пати за Пасха на пролет, но само еднаш отидов за, тука, за празникот на трубите или за Рош Хашана. Беше само така обично, јадење, пиење, частење. Дури немаше никакво богослужение, како што има за Пасха на пролет во синагогата со рабин и така натаму. Но ако имат сега некој посебен настан, може. Да. Уште да го прочитам овој силен стих. Бидејќи сам Господ по заповед на гласот на архангел и при труба Божија ќе слезе од небото и најнапред ќе воскреснат мртвите. Нека Господ ве благослови сите, да не благослови сите нас, да го чуеме тој глас и таа труба, но да не обземе страф и паника кој го чуеме, како што ќе ги обземе повеќето во светот, и големи и мали, и ќе бараат прва пештера кај да се скријат, или кај што сега изградиле склоништо таму, според Бил Гейтс, кој што нема да ги сокрие во никој случај од Господовата слава, која што ќе ги изгори, туку да се радуваме кога ќе го чуеме тој глас и таа труба. Верувам дека тоа ќе биде пријатна музика во вашите уши. Нека му е фала и слава на Господа. Амин. А за трубите во Откровението ќе оставиме тоа друга прилика.